Од годинава Евро NCAP ги именува протоколите за оценување на безбедноста на патничките возила. Промени има и во самите тестови и во начинот на оценувањето, така што од сега на автомобилите ќе им биде потешко да ги освојуваат звездичките. Една од најголемите корекции е воведувањето на нова подвижна бариера која го заменува 23 години стариот тест на умерен фронтален судер. Со тоа, на поинаков и пореален начин се испитува безбедноста на патниците и проценува на кој начин предната конструкција на возилото ги штити во различни форми на сообраќајни несреќи. Клучни измени се направени и кај испитувањето при страничен судар со прилагодување на брзината на возилото и масата на бариерата. Со тоа, значително се зголемуваат релевантноста на тестот и оценувањето на улогата на страничните воздушни перничења. Категоријата за безбедносни асистенти се проширува и ќе ги опфаќа и системите за надгледување на возачот, кои може да откријат замор кај него, со што треба да се охрабрат производителите постојано да ги подобруваат овие технологии. Покрај ова, Европската асоциација за истражување на безбедноста на нови автомобили ќе користи најсовремени тест кукли и ќе ги оценува возилата после случајна сообраќајна несреќа. Ќе бидат проверувани леснотијата на вадењето на патниците од оштетеното возило, работата на електричните брави и друго. Посебно ќе бидат наградувани производителите за прецизноста и комплетноста на информациите што системите за автоматско повикување помош ги испраќаат до спасувачките служби.